Петок, 4 јули, кратки вести во 12 часот. Тобоганот поставен на популарната плажа Горица 3 своевремено беше атракција. Денес се повеќе подлегнува на забот на времето и представува потенцијална опасност за граѓаните. Конструкцијата е во добра состојба и не треба преголема интервенција да се доведе во употреблива состојба. Долниот дел, кој е најблиску до езерото, е веќе сериозно оштетен и недостасуваат неколку делови. Иако на влезот на скалите е поставен синџир со кој се забранува влегување, лесно се прескокнува и можно е некои лица во потрага по авантура да се искачат на погорните делови, со што може да дојде и до несакани последици. Службите во општина Охрид не информираа дека тобоганот е во приватна сопственост. Охрид се претвора во најдобрата коктел дестинација оваа сезона. Вечерва и утре вечер ќе се одржи првото издание на Охрид Коктел Фестивал. Посетителите ќе уживаат во коктели што ги разигруваат сетилата, едукативни сесии и музичка програма. Околу 25 учесници ќе се потрудат да понудат нешто интересно и уникатно преточено во чаша коктел. Искусни бармени ќе зборуваат за коктелот некогаш и сега, каде ќе не однесе следната доза на креативност и која е формулата за коктел бренд од светска класа. Фестивалот ќе се одржи на Кеј Македонија пред хотелот Палас. Едукативните сесии почнуваат од 19 додека музичката програма од 20 часот и 30 минути. Веслачкиот клуб Горица Ремо викендов ќе настапи на веслачката регата Војводина Open во Палич, Република Србија. Клубските бои ќе ги бранат Ана Ничевска во скиф пионерки, Александра Маленковска и Сабела Димовска во скиф, односно дубл скул. Поради одличната соработка со српските клубови, Ничевска ќе настапи и во дубл скул и четверет скул во комбинација со пионерките од веслачкиот клуб БГ од Зрењанин, информираат од Горица Ремо. Времето денес сончево и многу топло со мала до умерена локална облачност. Дува слаб до умерен јужен ветер. Максималната температура во Охрид до 32 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.